Линковски вклучување, третото е поврзано со тоа каква е водата што ја пиеме, односно со новата опрема за хемиската лабораторија, кои и какви карактеристики дава, како се испитува сето тоа што го конзумираме. Многу повеќе ќе дознаеме од колегата Кирил Стојанов и неговиот соговорник. Па Кирил, повели. Така, Маријан, ти благодарам. Поздрав до гледачите во ова трето линковско вклучување за денес. За повеќе информации за тоа за што станува збор и за каква насока е новата опрема во хемиската лабораторија, ќе зборуваме токму со Билјана Петровска, раководител на секторот за санитарна контрола, па еве да зборуваме од стручен аспект како тоа изгледа и што всушност представува новата опрема. Билјана, добро утро, ти благодарам што не прими во твојата лабораторија, на твоето работно место. Слушнавме дека е набавена нова опрема во овој оддел, во овој сектор. За каква опрема всушност станува збор и што се е набавено? Која е новата опрема која е обезбедена? Прво, добро утро за вас, за вашата екипа. Добро утро за гледачите на Сител телевизија. Добре дојдовте во секторот за санитарна контрола, работна единица на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Скопје. Вие сте наши чести посетители и секогаш да сакате да информирате за текот и активностите и она што се случува како новитет во нашата лабораторија. Ние изминатата година, иако беше пандемиска година, низ која што поминавме многу патешествија, сепак направивме доопремувања и купивме доста од лабораториската опрема заради проширување на анализите и зголемување на безбедноста од аспект на анализа во водите за пиење. Што значи дека за нас е особено важно граѓаните на град Скопје да се чувствуваат безбедни кога користат вода од нашиот водоснабдителен систем. Значи, ние сме институција со долгогодишно работно искуство, со голема опремска поставеност, која што прави комплетен увид на сите параметри во водата за пиење. Значи, нашата надлежност и нашата обврска е точно таа. Она што го имаме во нашиот дистрибутивен систем, како вода за пиење, граѓаните кога ќе ја пуштат чешмата да можат без никаков сомнеж да стават во својата чаша и да се напијат квалитетна вода. Анализите кои што се работат во оваа лабораторија се многубројни и се тесно поврзани од она што законот во областа на водите го бара како контрола на квалитет на водата за пиење. Нашата лабораторија минатата година купи повеќе активна лабораториска опрема, што за подготовка на специфичен тип на лабораториска вода, значи која представува подготвителна основа за една работа во современа лабораторија. Нашата лабораторија исто така, бидејќи акредитирана во 2011 година, ние ги следиме сите трендови кои што се аспект на развој на техника и технологија, особено во водите за пиење. Опременоста ја направивме и со купување на дополнителна опрема за анализа на жива, која што исто така е важно да се направи контрола, бидејќи влегува во категорија на параметри кои што водата за пиење не треба да ги содржи, односно после анализата да се утврди дека живата воопшто не е присутна. Значи, тоа се анализи кои што е особено важно да се направат. Нашата опрема е точно купена за специфичноста на овие типови, бидејќи ние на нашиот град и на нашето население треба преку нашите анализи да му покажеме дека пиеме квалитетна вода за пиење. Опремата не значи дека ја купуваме причински, дека нешто се случува со квалитетот на изворот и она што е кај нас во дистрибутивна мрежа, туку точно заради тоа што треба да докажеме со анализите дека навистина пиеме квалитетна вода за пиење.
покрај атомскиот абсорбер за анализа на жива, кој што го купивме и правиме ревносно секојдневно анализи на примероците кои што доаѓаат од населените места и од централното градско подрачје, сите оние кои што пијат од нашиот водоснабдителен систем, дека токсични материи градската вода за пиење не содржи. Значи, тоа го потенцираме, во таа насока ја купуваме опремата, за да ја зголемиме безбедноста и информативноста кон населението, за граѓаните да се чувствуваат максимално безбедни. Луѓето некогаш се неинформирани од овој аспект, но затоа сте вие тука, како информативни служби кои што би доаѓале, би ја следеле нашата работа, за ние да можеме да пренесеме колку све се залагаме за квалитетот на водата за пиење, да навистина да е на одредено и незавидно ниво. Следно што направивме надоградување и проширување од аспект на анализите, значи купивме уште еден, велиме ние, анализер за вкупен органски јагленород, кој што во законот и правилникот за безбедност на вода за пиење веќе е обавезен параметар, кој што мора секојдневно да се анализира заради големиот обем на работа кој што ние го имаме, заради распространетоста на градот, должината на водоводната мрежа и големиот број на примероци кои што доаѓаат, неопходноста за негово купување од тука произлезе. Ние еден веќе таков имавме, кој што го купивме уште во 2008 година. Значи, нашата лабораторија го следи развојот на техники и технологии и достигнувања во оваа област. Така да ова беше следен чекор на доградување и проширување за нашите знаења. Тука до нас е машината за гасен хроматограф, точно, ако добро успеав да го изговорам, точно. Може ли да ни објасните како бидејќи во моментов тече една анализа, што се е потребно за анализа на каков на колкав примерок машината работи и колку време трае целата таа процедура за да ги добиеме оние резултати кои се потребни? Гасниот хроматограф исто така е дел од опремата на нашата лабораторија. Значи, покрај атомскиот абсорбер за жива, регуларен атомски абсорбер кој што прави анализа на тешките метали, овој уред прави анализа на присутни органски материи и во интеракција со средствата за дезинфекција. Значи, точно е купен за да покажеме дека нашата вода за пиење е со исклучителен квалитет. Значи, трихалометаните како параметар не треба воопшто да се присутни во квалитетните води за пиење и ние тоа го докажуваме. Во принцип, опремата која што ја купивме минатата година го покажува нивото на квалитет на водата што доаѓа од нашиот извор Рашче. Значи, покажува отсутност или неприсуство на материи кои што се штетни по здравието на луѓето. Без разлика што во широките народни маси или некогаш се случува да се зборува за лош квалитет. Верувајте, несомнено е дека навистина пиеме исклучителна и квалитетна вода за пиење. Една од подобрите кои што се пошироко во Европа. Значи, исклучително нешто. Така да се вратиме сега на гасниот хроматограф, она што претходно ме прашавте, јас излегов од темата општо за да им кажам на граѓаните за квалитетот на водата за пиење, анализите кои што се прават во овој инструмент, значи требаат исклучително мали количества на примероци, кои што самиот инструмент ги води софтверски, има дополнителна подготовка, пошто се работи за специфични типови на анализа. Можам да кажам и да се пофалам дека во моментот е единствен во нашата држава, како и атомскиот абсорбер за жива. Значи, ние тежнееме кон специфицирање и правење на уникатни анализи, кои што се на нивото на Република Северна Македонија, другите институции ги немаат. Ние сме специјализирана лабораторија и водечка за вода во нашата држава, бидејќи и први сме акредитирани на почетокот во 2018 година.
за новата верзија на ISO стандардот за лабораториски тестирање. Така еве, извинете се што ќе ве прекинам бидејќи слушнавме дека вие сте надлежни како предпријатие за оној дел на водата кој што го обезбедува градот Скопје. Меѓутоа слушнав дека сте единствен таква институција која поседува ваква опрема и механизација за контрола. Дали се случува да помагате во другите делови на Македонија со цели граѓаните во другите делови да бидат сигурни дека пијат квалитетна вода? Видете вака, ние сме лабораторија на јавно-комунално предпријатие водовод и канализација, но секогаш сме биле од отворен и соработлив карактер. Имаме многу голема соработка со јавните комунални предпријатија кои што работат водоснабдување по другите градови во Македонија. Секогаш нашите врати се отворени за совети, за помош и за правење дополнителни анализи доколку има потреба. Значи чисто да се контролира квалитетот на водите за пиење и пошироко. Значи тоа е чисто на колегијална основа, на соработливост. Нашата струка е струка која што не може да има затвореност. Мора да имате комуникација, мора да се надоградувате, мора да ги разменувате стручните мислења, мора да се усовршувате. Значи, колку повеќе имате комуникација со колегите од областа која што ја работите, толку реално може да придонесете за својата работна средина за раст и развој. Ние тоа го правиме. Обуката може да биде само сувопарен или дел од она кое што мора да го поминете кога купувате нешто како современа лабораториска опрема. Ама комуникацијата, размената на искуства, начинот на подготовка на примероците, спецификите што ги имаме, мора со некога да ги споделите. Така, еве, јас ви благодарам за оно што ги споделивте со нас и со нашите гледачи, бидејќи како што разговаравме и претходно, нас како лаици, како непознати од оваа струка, на некој начин ни е важно да знаем, да ја знаеме крајните резултати, не оние хемиски параметри кои ги знаете вие како стручно лице и како раководител, меѓутоа да знаеме дали ние пиеме чиста вода, еве како што спомнавте и вие во повеќе наврати, граѓаните на град Скопје можат да бидат сигурни и безбедни дека пијат квалитетна вода. Јас ви благодарам за ова вклучување, се надевам дека во следна прилика ќе се видиме и ќе разговараме за нови надоградби кои вие како предпријатија ги презимате, а и сите оние активности за цел граѓаните да бидат безбедни во пиењето. Значи, вие сте секогаш добре дојдени, бидејќи ја следите нашата работа, нашите работни активности. Ние све што ќе имаме ново достигнување од оваа област сакаме да го споделиме со вас. Затоа што вие сте медиум кој што ни давате можност блиску да стигнеме до граѓаните, да имаме поголема доверба, да покажеме дека навистина се грижиме за квалитетот на водата за пиење што тече во дистрибутивниот систем на град Скопје, дека сето тоа е под максимална контрола, дека нема токсични материи кои што се штетни за здравјето на нашите корисници и нас тоа ни е особено важен. Така. Еве, граѓаните имаа прилика да слушнат, јас имав прилика да се уверам во работата на новата механизација, па еве, граѓаните можат да бидат безбедни дека механизацијата, освен што е објавена, дека е набавена, таа е веќе во функција, дека сите оние штетни материи кои не треба да ги има во водата во град Скопје ги нема, бидејќи резултатите на машините покажуваат дека квалитетот на водата е на високо ниво, на едно од највисоките, како што спомна и Билјана, која е раководител и стручно лице во оваа област, па доколку нема дополнителни прашања, јас овде би го завршил моето трето линковско вклучување за денес.